Коалицијата за позитивна Македонија одржа трибина со граѓаните во Кочани како дел од кампањата за престојните парламентарни избори. Со оглед што се работи за нов субјект на политичката сцена во Македонија, беше речено, целта е да се понуди поразлична од досегашните форми за контакт со гласачите што ги нудат партиите. Трибината се одржа во хотелот Национал, а на неа беа представени носителот и дел од кандидатите за пратеници во изборната единица број 3. Освен граѓани и членови на двете партии во коалицијата од Кочани, имаше и гости од Виница, Делчево и Берово. На трибината беше речено дека партијата на обединените пензионери и Алијансата за позитивна Македонија, од кои е составена коалицијата, на овие избори нуди нова концепција блиска до барањата и очекувањата на граѓаните. Во принцип, начинот на кој што ја водиме нашата политичка кампања е на овој начин, со непосредно контактирање, со оглед дека денеска беше, знаеме тоа да го направиме на отворен простор, во мали групи, знаеме да го направиме во кафичи, во нашите канцелари, но со оглед дека станува збор за малку поголема група, која што сакаме да ја запознаеме со нашата политика и нашите намери, а времето може во секој момент да заврне, затоа се одлучивме на една, вака го нарековме кафе муабет. На трибината беше речено дека еден од мотивирачките моменти за формирање на коалицијата е потребата да им се помогне на младите луѓе, кои поради економски причини се почесто ја напуштаат државата. Ние сите знаеме дека најголем проблем е работата, но во суштина, кога малку подобро ќе се анализираат нештата, не е само работата она што е единствена предуслов за да останат младите во Република Македонија. Има многу случаи на млади луѓе кои што потекнуваат од семејства, кои што секако се добро стоечки, не е никаков проблем голата екзистенција, но сепак не ги напуштаат овие простори. Затоа ние како Алијанса нудиме не само решение во делот на вработување на младите луѓе, туку и начин и мотивација како истите да останат на овие простори, да ова парче земја биде атрактивно за живот на млад човек. Според Перковска, реално е секој да се надева и да очекува дека може да добие пратенички мандат, зашто сепак крајниот збор останува кај граѓаните. Ние како млада партија, како нова партија, со сета сила се трудиме да ја шириме оваа наша идеја, да ја шириме позитивната мисла и на некој начин да промовираме дека во Република Македонија не мора постојано да се караме и нешто за да постигнеме, дека може и на позитивен начин сите работи да бидат постигнати и сето тоа да биде на добробит на крајот на краиштата на македонскиот граѓанин. Суштината на постоењето на коалицијата за позитивна Македонија, рече Перковска, е да се бори за создавање подобри услови за живење на граѓаните, без разлика на нивната етничка и верска припадност.